Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Павлов ништо не заборавил. Од следната недела, доколку молкот продолжи од институциите, очекувајте ги сите актери на ова големо злосторничко здружување со име и презиме и нивната цел Владо да биде стрпан во затвор и таму убиен. Уште еднаш, од следната недела, доколку институциите се уште се во молк, сите ќе бидат објавени со име и презиме и каде е поднесено, а се со една цел да се расветли злосторничкото здружување кое што е спроведено кон Владо Павлов со цел негово уништување, па ако треба и убиство во затвор. Во ова мое видео ќе го поздравам првиот актер, а во иднина ќе имате уште илјадници докази од првиот актер, а тој е доказ како се злоупотребува она што ни е дадено на нас македонците од Бога за ситни и нивни материјални цели. Погледнете. Пратете ја машната. Ова е снимано со камера. А во меѓувремено, јас ќе читам за настанот во 18:00 часот, кој што беше од јавен карактер и каде што побаравме еден голем аргумент и доказ пред сите вас одржавме нова тематика за ионизатор, за прочитување на воздухот и за намалување на приземјениот озон. Погледнете ова појава. Пратете ја машната. Се прашувам, никој не поминува, а камерата снима, а машната паѓа од ионизаторот или пирамидата Македонија. Уште еднаш. Инаку, ова грандициозно дело е дело кое што е направено со донација на Рен Инженеринг и тогашниот Мак Оргон, двајцата актери кои што учествуваат во злосторничко удружување за уништување на делата на Владо Павлов. Ова е мојот поздрав до сите нив. Мојот поздрав за оној кој што ја трга машната. Погледнете. Исто како тоа што го направивме, со тоа што му ја поклонивме, над глава да му стои најстарата символика за Александар Македонски од времето на христијанството, поврзана со Георги Победоносецот. Уште еднаш, и ова е мојот поздрав за сите нив. И за оние кои што секогаш не демнат во позадина и кои што се секогаш тука. Нема никој не поминува, а машната сама паѓа од или некој ја трга од пирамидата Македонија. Затоа и ова што се случува во иднина и што доправа ќе се случува и обелодувањето на вистината и правдата е поврзана со овие невидливи сили кои што секогаш бдеат над сите нас и кои што секој се тука
да ни помогнат во ова големо злосторничко здружување кое што се проведува повеќе од пола деценија најсилно врз Владо Павлов. Уште еднаш, од следната недела, сите актери со име и презиме, доколку институциите не преземат активност, а се им е доставено со име и презиме и закон за сите злосторници кои што учествуваат и нивната цел Владо Павлов да биде ставен во затвор и таму убиен. Уште еднаш, камерата цело време го снима овој настан, ја снима пирамидата, ама и машната, кај донаторот на ова дело, кој што стана најголемиот непријател за други и туги интереси и за тендер повеќе. Поздрав до него и до сите нив. Погледнете. И за сите вас кои не верувате дека постојат невидливи сили, и за сите вас кои верувате дека сте самите на овој универзум, и за сите вас кои се ставивте во улога на Бог и верувате дека вие во улога на Бог и на светци можете да уништувате или да убивате било кој. Погледнете колку е големо делото за да постојат невидливи сили и да бидат секаде околу нас. Мојот поздрав до ова големо злосторничко дружување кое што следната недела ќе биде објавувано со име и презиме секој од нив. Се разбира, доколку институциите не преземат мерки против сите нив, а секаде е доставено уредно. Уште еднаш и останете ми во здравје, мир и љубов, затоа што ваквите дела не се дела само од земските створенија. Без подршка од невидливите никој ништо не сме. Да живее Македонија, за Македонија со духом и фанатизам. Од следната недела, а верувам дека институциите ќе преземат активности, а доколку не преземат, Владо Павлов, сите со име и презиме, пред сите вас, со вакви вклучување во живо, ќе ви ги доставе. Бајги се македонци мои, цела чета на злосторници, поврзани со обвинителства, судови, нотари, извршители, адвокати, лица од МВР, лица од општини и кој или не. Да живее Македонија! Уште еднаш!